Уште пред да се утврди дневниот ред, 9-та седница на Кочанскиот совет донесе неколку дискусии. Иако се чинеше дека само двете точки експресно ќе бидат исцрпени, се покажа дека тоа нема да биде така уште со почетната забелешка за водењето на записниците од седниците. Се слушна мислење дека се прави селективност кон некои советници, со тоа што нивните предлози за одделни прашања не се внесуваат, па се добива впечаток оти воопшто не дискутирале. Ние тука предлагаме многу работи, ќе бидам искрена, и ние од опозицијата и од позицијата, меѓутоа истите ги нема во делот на она што значи записник. Со некој исклучок на некои точки кои што ќе им се даде повеќе простор. Од општинската администрација рекоа дека тие ги изготвувале записниците според досега прифатената практика, при што се придржувале до одредбите што се пропишани со деловникот за работа. Ние како администрација во изготвувањето на записниците од работата на Советот ги внесуваме само предлозите по кои гласал Советот на општината. Заради тоа, апелите или другите сугестии што се изнесени не се содржани во записникот, затоа што пак имаме од друга страна и тонски записи кои се архивират и се чуват во архивата на општина Кочани. Не се согласувам со господјата Милка Александрова дека се водат согласно деловникот, бидејќи ако ги погледнете записниците, има извадено дел од дискусии на поедини советници кои што не се во контекст на оно во кое се кажано, во контекст на оно на кое што е кажано, и баш поради тоа еве инсистираме да од оваа седница па натаму за секој оној кој што ќе се јави за дискусија да биде само забележано неговото име и согласно деловникот доколку има предлог, сугестија и дали е ставено на гласање или не е ставено на гласање. Ако биде унифицирано, од сега натаму нека биде така, со тоа што ќе го замолам председателот, кога некој ќе рече дека дава предлог, да го стави на гласање. Советниците се согласија дека станува збор за техничка работа, при која треба да се постапува подеднакво кон сите советници. Беше речено дека само така во иднина би се избегнале пропустите во прецизното водење на записниците.